Жителите од општина Босилово и Новосело можат да учествуваат на јавна расправа по студијата за оцена на влијанието врз животната средина на Euromax Resources за изведба на проектот Иловица кој вклучува површински коп на бакар и злато. Локалните власти од Босилово информираат дека настанот ќе се одржи во четврток во 10 часот во културно-едукативниот центар во Босилово. Оттаму ги покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на јавната расправа. Би било пожелно сите заинтересирани граѓани да можат да присуствуваат на оваа презентација, на оваа јавна расправа. Ќе има присутни луѓе, експерти од Министерството за животна средина и просторно планирање и секако од фирмата концесионер Euromax Resources. Проектот Иловица ќе има позитивно значење за локалната економија, затоа што планирано е да се вработи поголем дел од невработената работна сила од околните населени места, сметаат надлежните. Изведувачите нормално ќе користат локални фирми и работна рака од локалното население во фазата на градба на сите тие објекти. А дури потоа, откако ќе бидат изградени објектите, откако капацитетот ќе може да работи за тоа што е предвиден, значи за производство на бакар и злато, ќе следуваат тие вработувања која компанијата Euromax ги најави дека ќе бидат некаде околу 400 директни вработувања, плюс она што е светска пракса, што е потврдено на секаде низ светот кај што се отвараат такви капацитети, на едно директно вработување следуваат некаде 3 до 4 индиректни вработувања. Студијата за кое што ќе се одржува и јавната расправа е достапна за сите заинтересирани страни на веб страницата на Министерството за животна средина. Истата содржи различни истражувања за тоа какво би било влијанието на проектот врз животната средина.